Оред, јас не планирав да имам контрреплика, ама веќе кога ми дадовте збор. Во секој случај, да, благодарам. Во секој случај благодарам на одговорот. Сепак сметам дека 110 издадени налози по службена должност е премалку за да се следи работата. Ке се согласам кога ќе кажете за надлежностите кога станува збор за овој сектор, односно за областа за која што издаден само еден налог за вршен инспекцијски надзор, а тоа е градежништво, урбанизам, комунални работи и транспорт. Меѓутоа, под службена должност за да издадете налог за вршен инспекцијски надзор, нели, може да биде и заеднички инспекцијски надзор, кога станува збор за заеднички инспекцијски надзор, многу често кога станува збор за дивоградби или злоупотреби кај градежништвото, кај урбанизмот и слични работи се појавуваат фирми кои што немаат соодветни дозволи, па така да истите можат да потпаднат под инспекција, например, на трудовиот инспекторат и на тој начин да го одмотаме јазовот или да го одмотаме клопчето, односно ако сакаме како држава да се справиме со неправилностите, да се справиме без разлика дали станува збор за неправилности во урбанизмот или за повреда на работнички права, сметам дека токму инспекцијските служби се клучот. Затоа што започнавте со недоверба во институциите, тоа е точно, за жал во Македонија го имаме тој проблем, недоверба во институциите, меѓутоа, еве, барем за кај нас овде во собрание, како и да доаѓа извештаите, дојде извештајот на јавни обвинители, на Советот на јавни обвинители, ние мораме кон секоја институција да се поставиме на еден критички начин, не да критизираме, меѓутоа критички, цврсто и аргументирано, и време е да престанеме секој вршител на функција и секоја служба, секој државен орган да ја бара вината во другите. Потребно е тоа да го направи секој од нас. И потребно е поголем интерес од собранието, исто како кога зборував кога ги разгледувавме извештаите од Советот на јавни обвинители и Државната комисија за спречување на корупција, навистина е поразително да видиме дека овде во собранието кој што треба да го остварува надзорната функција имаме ваков слаб интерес, а практично од овие извештаи, од тоа како ќе се поставиме и кои закони ќе бидат донесени, ќе зависи и начинот на кој што ќе бидат заштитени правата на граѓаните и ќе се контролира злоупотребата од најразлични субјекти. За жал, кај нас недовербата доаѓа и поради тоа што како најголем прекршувач на правата на работниците во Македонија се наоѓа државата. Како најголем прекршувач на било кое правило, ќе видите дека се појавуваат државни органи или државни носители на функции, јавни личности и така натаму. Поради тоа и така стоиме со индексот на корупција. Злоупотребата секогаш доаѓа од највисоките кругови, меѓутоа инспекцијските надзори се еден од начините, барем, ако ништо друго, овие злоупотреби да бидат ставени на хартија, да бидат формализирани, да знаеме кој, кога, како ги направил, односно, ако не постапуваат инспекцијските служби, тогаш ќе дојдеме до она, вие што го рековте, поголемиот дел од вашите забелешки беа ваше субјективно мислење или ваше субјективно чувство. Апсолутно. Било кое прекршување кое што го имаме, дали е на работнички права, дали е во област урбанизам, градежништво или здравствен инспекторат, доколку не е извршено онака како што треба правилно, ќе остане за жал да биде само перцепција, поради тоа е потребен и поодговорен однос и од самиот Совет. Уште еднаш ќе кажам, сметам дека 110 налози по службена должност за 28 инспекторски служби, нека се 850 инспектори е премалку, потребно инспекцијскиот совет да заземе проактивен став кога станува збор за издавање на налози по службена должност, а она што го споменавте дека дел од преставките ги препраќате, тоа не можат да бидат предлози или не може да бидат налози со кои што ќе може да се пофали инспекцијскиот надзор, затоа што во тој случај преставката која што веќе некој ја склопил, размислил, ја поднел до вас, инспекцијскиот совет, водејќи се само од законските надлежности, одредува
до кој инспекторска служба да биде препратен. Сепак, за крај сметам дека се премалку овие информации. Се надевам во наредните извештаи ќе видиме тренд во кој што граѓаните наместо кон невладините организации ќе се обраќаат кон инспекцијските служби и се надевам дека инспекцијскиот совет ќе го зголеми бројот на налози по службена должност токму во областите кои што сметаат дека се најпогодени. Во дадениот момент 2021 кој го разгледуваме беше време на корона. Видовме од извештаите на јавното обвинителство дека имавме 6500 кривични пријави против граѓани кои што ги прекршиле кои што го прекршиле кривичниот законник кога станува збор за ширење на заразна болест, а од друга страна во такво осетливо време гледаме дека инспекцијскиот совет издал толку мал број на налози по службена должност и од оваа област. Тоа заборив да споменам, меѓутоа е да не отвараме нова тема. Во секој случај ви благодарам на одговорот и се надевам ќе ме разберете најдобронамерно.